Предстојните празници и дочекот на новата година ги остави маркетите речиси полупразни. Иако неработен ден ќе биде само 1 јануари, сепак граѓаните си обезбедија намирници за предстојните празници. Тие велат дека ова е причината за да рафтовите се испразнат, но децидни се тие дека треба да се полни трапезите за ваквите мигови. Кој ги знае, знам, има тие пари што дигат, јас си земам лепче и дома у фрижидерот ќе имам купено и тоа ќе правам. Па сине сигурно или ќе одат негде, или да нема страги храна. И тоа е. Да не даде Господ војна зладна. Сине, ние поминаме и војни, се ја у војни сум роден. Ама вие сте млади, да не даде Господ. Па има народ многу и празници. Обично за празници и мало не мало, па нешто се земе. Колку им треба, толку. Секој... заради празници? Обично кај празниците, да, повеќе се потроше. Секој сака да празнува, ама колку му е, шо вика таа изрека, колку е долга чергата, толку ќе си постеле, ќе си испружи, да. Како? Се издига од маркетите. Јако, врска не. Врска не, момче, зашо се толку купува? Појма не. Па ако е невестата дома, може за 10 и она да купува. Ама ја бранам. Од анкетираните дел истакнаа дека во минатото ваквата практика им донело и штета. Пред дочекот на новата снемале струја, па истите продукти се расипале. Однимаме струја, а не бееме дома и двајца со доматинката, вртиме се, све засмрдело. Викам, пак купувај. Утрото пат до... Во согласно со ситуацијата, во маркетите исто така се следи намалувањето, кое што е мерка од владата до 15 јануари. Ке се следат трговците, истакна од Државниот пазарен инспекторат, и доколку има неправилности, ќе има строги казни.